се радуваме што Факултетот за драмски уметности соработува со медицинскиот факултет, посебно со нашите драги колеги од логопедија, и традиционално вие гледате еден испит по сценски говор и пишувате краток есеј што сте виделе на сцена, од вашата гледна точка на тоа што вие го учите и студирате. Значи, ова испит по сценски говор нема многу движења, главниот акцент е ударен на добро зборување, на искрено зборување, зборување од срце, и ќе видите поезија и еден чувствен расказ, приказни кои се надевам ќе ве допрат. Ве замолувам да ги исклучите мобилните телефони, да им помогнете. Тие се на иста возраст како и вас, втора година, односно прва година, втор семестар, има трема, значи да им помогнете, да ги изслушате, да положат со лесно и да добијат високи оценки. Тука се и нашите студенти од Факултетот за драмски уметности, ним се им е јасно. Значи, видете најинтересно од се како некој ќе седи долу во сцената, а некој ќе биде горе на сцената. Во античките македонски театри е спротивно. Акторот е долу на сцената, а публиката е горе, значи ја гледа од озгора представата. Вие сте логопеди и треба да размислувате за говорот, од каде поаѓа говорот, каде завршува и како со тие зборови да допрете некое човечко срце. Да уживате во представата, да им помогнеме, значи да положат со лесно. Развејте ги барјаците наши на првите ѕидини. Една реплика од Шекспир. Скаснала ноќва, па безумно грмат лесновските звона. Дали е непознат празник на мртвите што се креваат и со бела срма ги кита просторите заспани и празни? Дали во мене се буди заспаното море и како прастаро животно низ жилите ми скита? Се е затворено. Пат ни долу ни горе. Ни во себе, ни од себе. Само како сенка ита низ моето изгранство една чудна тага и лесновските борови ги кити со сјај вечен. Јас од младоста изгубив секоја трага. Се е затворено и секој збор е речен. Да не умрел некој ноќва, па безумно грмат лесновските звона. Сред беспаки изгубен стојам, додека живите чудни соништа сонат, на исток згасна и звездата моја. Да бегаме во пределите далеко од градот. Во топлата шума од сончеви прсти. Нарциса. Светот е огромно звездено стадо. До задниот стив светлоста што ја брсти. Ке заспие таму пладнето на нашите тела. Ке полета света птица над нас да се види. Од сонот ке долета во мириси од лечена пчел. Езерото со болен сјај од очите да ни го пие. Ке дојде миг кога со тајни прсти ке се сетат забранетите бои на светлост и ке се скрши оградата што не двои од 100 непознати свети. Ке бидеме исти, а други векот пред да сврши. Ке биде тоа време на несетена радост, сред златниот сјај на сончевите прсти. Нарциса, светот е бескрајно звездено стадо. До задниот здив, светлост што ја брсти.
Пред нас блеска град. На другиот брег сам еме. Бел коњаник не ги зема од очите топлите денови. Ке докаса нов снег. Реката шуми, а мост никаде нема. Блеска град. Не бранува весел шум на познати гласови. Но градот е празник. Зад нас цвекот. Од некој северен друм иде војската на зимата да не казни за нашето бегство и лудата жет, за една самотија што летото ја роди. Блеска град ке не окова нов лет. О колку сме мали пред овие води. Но градот е празник. Од камбани звон сите прозорци на небото ги крши. Спи Нарциса. Ако не најави, в сон ќе влеземе во градот есента пред да сврши. Над нас од собствените молњи птичи и јата горат. Одали пребрзо тече во сонот најденото време. Па сакам да ти речам два малечки збора. Молку сум додека во мене рд и камено семе. Звездите шепотат есен, а прстенот се стега. Јавето да не поврати со пушка, 3 пати пука. Случаен дожд надоаѓа, па во непознати предели бега. На северните врати на времето, слушај, зимата чука, како бели коњи ќе докасаат идните снегови, а нас зелен оган во изгнанство не мами. Сепак, остануваме на нашите познати брегови, болни од сладки проклетства. Двајцата неми и сами. Во ресторанот сме сами. Столовите и ние. И молкот, што по секој редок збор се раѓа. Надвор, јануаривот звона сребрени бие и со мракот гушнат. Снег, непознат паѓа. Пред нас бела ноќ. Во тебе топло лето. Непознато сонце во очите гори. Сакам да ти раскажам за тајните на светот, но место мене тишината збори. Пред нас бела ноќ. Во очите пусто поле и снег, измешан со златни соништа паѓа. Одалеку ни зборува грик. За чудната пролет во срцето на јужните ветрови што се раѓа. Во ресторанот сме сами. Столовите и ние. Молкот црта цветови на нашите чела. Нарциса. Во твоите очи ново сонце се крие, во светот и во нас блеска ноќ. Долга. Бела. Слушаш ли, Нарциса? Оваа ноќ никове ограда од соништа. Од планините ќе слезе да не зароби ново изгнанство, кога мртов ловец варди во пределот летото да не влезе. Во нашиот предел расте заборавна трева. А јавето со немушки јазик и мињата не ги црпи. Ни зборат грешните денови. А дали се крева јато од свечени зборови, или пак чука смрт, или непознат оган во очи ни гори, кога студен ветер ни светските провеви дува. Сами сме сред пределот, стража од метафори, на златните граници сонот ни го чува. Слушаш ли, Нарциса? Ова ноќ ни ткае ограда од соништа.
и остар звук го сечеваше тоа ковано небо. А само тој знае што се случува надвор на нем е да ми рече. Полноќ. На небото безброј огнови горат. Над звездите слушам ловечки рок труби. Звукот му го читам. Кој знае 3 збора и да онеме нема што да изгуби. Еден збор знам. Нарциса. Но не знам да го речам. Молкот дали зборува или е тешка клетва? Речи да ти речам, гледаш, студен клечам. Сред времето кога гласа нова жетва во нашите краишта. Кога, како светец, татко ми помене под звездите скита. А мајка ми сред невраток чека да ме сретне. И името во стара книга ми го чита. Полноќ. На небото безброј огнови горат. Татко ми од јавето во ловечки рок труби, да бегаме во мракот. Кој знае 3 збора и да онеме нема што да изгуби. Нарциса, чудна птица ти пее во грло. Звуците се живи искри со тело и душа. Глеј, чуден младич спие во сончево трн. Во сон од ретки бои, песната ја слуша. Од почеток на сјајот вела тука спие, но некаква тајна клетва срцето му огребе. Измислил јаве во сонот, па таму се крие од светските болки и самиот оцел. Но легендите велат, може да го расони некаква ретка песна, а неа ја знаат 2 згаснати звезди. А тебе ти звони ретка песна во грло. Може би е таа. Приди некој утро со нечуни стапки по тајните патишта светлоста кога крене. Со звуците што росат како невидливи капки. Разбуди го младичот што спие во мене. Ме породи луда звезда на прастара треба. Бев гладен, ме надои неродка срна. Првата ноќ црна молна почна да се. Мракот ме освои, кожата ми обои црна, како да појдам пред звездите. Исплакав тешки. Мрак во мене и околу. Кај да го пронајдам патот? Нарциса. Тогаш ново сонце се роди. Ме најде и ми подари кошула од злато. Ја открив тајната на зборовите сам, без свој небо од почеток на сјајот по земјата скитам. Сега како птица се пресоздавам во тебе и нината на светот во твоите очи ја читам. О минато време, на светлиот зрак што ме спаси кога невидлива смртта чукаше на мојата врата. Глеј, тоа сонце сега самотно се гаси. Ќе одам со мојве очи, сјајот да му го вратам. Плачеш? Вели Невена. Тоа дождот, одговара Карен. Нема никаков дожд. Во собата сме, ми посочува. Врне во душата и кажува. Времето, часовникот паѓа од зидот и собира се. Тој во манастирот Света Недела на Чтип дојде по писанијата на Видан од Режановци да ја разбијат магијата.
темната сила која сакаше да му фати раколец во душата. Беше време кога Киниса кон Троја. Беше во автобусот кога Киниса кон Троја. Беше на Златобрв и го виде јаболкото на раздорот. Јаболкото со кое започна Тројанската македонска војна. Беше во писателската соба и со зраците на сончевина сликаше на зидот и светилија од огњанци даде знак од Севишниот. Беше во манастирот Светилија и гледаше како од врвот на планината светата река донесува песок за градба на светилиштето и сопре се. И стануваше едно и едност. И врнеше силен дожд. Сипуваше и стураше вистински порој, вееше и трупаше снег и грееше јасното сонце. Туваше стихијата со ветрот Божија, а нема му течеа солзите. И му гореа кандилци и свеќи од душата. Плачеш, потврдила Недена. Само капки од Божиот дожд, одговара Карен. Повторно пишуваш низ себе со словата, му вели. Словата на Бога, додаде Карен. Мислам дека те љубам. И рече заспивајќи, кидисувајќи низ приказната со ангелчињата на сонот. Откако слезе во царскиот подрум за да ја земе златно-жолтата боја со која ја вапца совата си во сончевина. Откако писателската соба ја огреа тројанското сонце. Откако колата на Светилија му влезе во душата и приказната за Иви, за сончевината, за тројанската војна која не сопира, која не сака да запре, од таа пуста љубовина. Откако со четката од војцата од огнево ја зацапа и освети собата. Откако му гргна како надојде на војца словата, буквите за приказната за војната поради личната Елена, за која неговиот народец ја пее песната Елено му мелено. И не само таа. И велми, од време на време, како во приказните на дедото од Варош, кој им раскажуваше на Невена и сестри кога си беа дечиња, џагуриња. Од молк за молк до 9 години Господови. Од молк за молк и понатаму дили сончевината. Солзиш? Тивко питуваше љубеницата. Тој веќе кинисан кон сонот, му иде ангелчињата на сонот и се обидуваше да ја одговори, да ја каже од умите, да ја рече од дождот. И вели во полусон. Ти врне во душата, во приказната. И вели тивко, како далечно време. Го покри преку рамената со чеврек и го галеше по косата додека тој кинисуваше кон Троја. Беше веќе таму во Илијадата, во тројството, во хомирувањето, во 17 осминскиот такт на македонското оро, на завештаното оро на Господа Бога, во Хомеровата света македонска приказна за личната Елена. Дрезденска, 15, гласот на Ѓорѓе, избраникот Божи. Влез 1, стан број 2. Кажуваше некому по телефонот. Повторно се завари кај него. Овој му објаснуваше на човекот од другата страна на жицата како да дојде до него, како да дојде кај него. Не баре се работеше за зидините на Троја, на собствената Троја, на Илијадата која секој ја минуваше во себе. Беше во станот на избраникот Ѓорѓе. Кај него дојде откако видан, ги испрати да ја разбиваат магијата од себе и Невена, да ја сничкосуваат темнината и да ја горат со виделината. И беше таму. Доаѓаше, кинисуваше, береше од приказните Божии. Собирам приказни, помисли Китанче. Собирам, не ја доврши мислата. Ѓорѓе избраникот му дофрлаше по некоја вкрстена дума. Јас сум обичен човек. Им рече на луѓето кои го благословуваа за сторените добрини. Мил Господ и Господин Филеп, вели една жена заблагодарувајќи се, да живееш 100 години, додаде друг од пациентите. И љубовница да си најдам, додаде шегувајќи се. Звонеше телефонот. Карен му го подаде на избраникот Ѓорѓе. Беше таму, се навраќаше кај него по писанијата Божии. Ни самиот не барајќи причина, повод, сушност, само го вадеше плавијазот на белиот лист од старите романи, на листовите од предходните приказни за Троја и војните од љубовина. И запишуваше по некој ред од белата страница.
од белата страница на душата. Јас сум обичен човек. Се правдаше Филев, кога го споредува, го споменува покрај Господа. Невина го галеше по косата кога го навасува ангелите на сонот. Слушаше како истура столетен дожд Божи, како од планината Свети Илија, со стихијата на Тиха, носи песок за изградба на манастирот во Дрен, недалеко од Левеја и Троја. Како од огнево извира сонцето за светата посветена земја. Како по Божји правила и зададености се преповторуваат страдања, се искушува душата, се оплатуваат гревовите на преците, се живее земното и Божјото време. Часовникот застана. Падна од зидот и се растура. Немаше повеќе земно време. Доаѓаше светото записание за Армагедонија, за последната битка меѓу злоселието и темнината. И љубовта, која како сонце огреваше во таа приказна за Троја. Љубовта. Нели се работи токму за неа, сонуваше Китанче. За крштение со неа, со љубовта, ком јаслото сонце и сончевината, таму во полето македонско пред Армагедонската битка. Или на местото, каде се крштева со љубов. Топаните на завештаните ората потеа. Рампа, рампа. Почнуваше со дактилите. Левите и десните според таинствената или тросложна стапка, според работците и стапките. Дактилите кои даваат исцеление и погубение. Беше тоа едно од македонските ора, од посветените ора кон боговите. 5 тросложни стапки, една двосложна. Велми 5 дактили и еден трохи, да не речам хорей според метриката на поезијата. 5 по 3 15 и 2 17. Тоа беше неправилното македонско оро, или 17 осминскиот такт. Така во завештано оро се вртеше приказната за Или. Беше таа метата. Мерата во која се прородени Хомерина и зборовите во приказната за Или, за Троја кај Хомера. Ден денес, неговиот народ игра исто такво оро, на славите и чествувањата во адетите од предедовци. Ете го во угорот на гора, село Орешет кај македонците во Албанија. Дојдоа заедно со стојкот на Ѓурѓовденската прослава на почетокот на Коса. Божјо лето 2007. Дојдоа заедно. Минаа 3 граници за да стигнат на славата. И ете, таму во угорот, не баре пред портите на небесата, татнеа топаните и пиштеа зурлите, леле, велми скоро пред портите на небесата, каде ќе оди избраниот пород по битката, по последната тројанска македонска војна. И повторно, думите на мајка Ванѓа, светицата од Струмичкото небосало, ќе ни се након Троја, кум земјата каде е посадено сонцето, леле, во Петрастариот древен град да прорекува. Недалеко од денешниот Петрич, град во Пиринско кај нашиот народ, кај македонците, ја сретна водолетана мисла, која му донесе една книга од обичните. Книгата дојде кај него, не помнеше. Можеби долета токму како ластовичка во доцната есен која прилегаше на пролетта. Не барајте премногу, оти не ќе можете да платите. Се сети на думите на мајка Ванја. Беше како што беше и како што било записано, жената со сребрена коса наеднаш почна да ја губи силата. Еј, Боженце златен, ако имаат писанијата уште, дарува исцеление. Така размислуваше зборосложувачот. Се случуваа некои нешта кои беа запишани. А Китан знаеше дека со молбен кон Бог и вишата сила можат да се променат записанијата. Понекогаш, ако заслужува молителот според законите на небесата, ако е тоа Божјата волја, ако е и ако не е, леле, офаман, леле, од молк до молк, до 9 Божји години. Не барајте премногу, запишаното од мајка Ванѓа, му мина како сознание низ душата. Минуваше и беше отидено на кај сончевината на Или, во големата непрекината битка за љубовта. Беше појдено и на кај Троја и битката за љубовина. Една книга слета кај него, книга која раскажуваше и пишуваше за светата и распнатата земја. Од неа читаше наглас наутро, според записите на Аристотел за актерски вежби. Сеќаваше од срочените думи енергетско вознемирување.
Начинот на редењето на зборовите беше упростен, пониска категорија на духовност велми, но сепак, штом ќе се споменеше бакарната книга, зборосложувачот го тресеше енергетски набој, сила, запис од древните и од свето место. Кален го знаеше тоа преку себе. Го помоли Бога за човекот со сребрена коса да и се отвори кармата кон добрината, ако е тоа по милоста Божја. Судбата и дните во земниот живот, пред да замине кај Бога Господа, сеќаваше како кинисувањето кон Троја имаше одраз во земниот живот и како војната за љубов имаше допирност со самиот живот, со љубовта, омразата, со ништата и настаните кои патемни се случуваат според нашите земни состојби. Боженце златен, по кој знае кој пат, доаѓаше до патеката меѓу животот и смртта, до границата каде е започната Тројанската војна, до местото каде е посадена сончевината, до болката, до гибелта, до земното и небесното време, дотаму, до границата на душата. И слова, кои како поројна вода го заведуваат кум Или и Троја кум војната, леле кум војната за љубов. Беше пред портите несени во угорот на гора, зурли, топани и посветени пеани македонски. Горе вореше кај Мемишовци, со песна патуваше кум небесата, со тие богодарувани луѓе кои ги отвораа срцето и душите за да го слават Бога. Книга слета кај него. Во книгата се пишуваше за Баба Вања, за Александар Македонски, за бакарната книга која ја содржаше тајната за богатството. И виде колку луѓе се убиени едни со други за да дојдат до него. За да дојдат до него. До богатството. Бедници, помисли Кален. Не барајте премногу, отине ќе можете да платите. Зборовите на мајка Вања. Потоа повторно се завари во угорот на гора, на ѓурѓовденска слава облечен како Александар Македонецот. И ги пееше и играше светите ора македонски таму под сводот небесен, таму каде е посадено слънцето во земјата света и вековите. Му дојде сознаен миг и се сети. Сонуваше сон како влегува во подземно светилиште каде клокоти војцата. Клучат беше под каменот, под древниот цер, под давот. Отклучи и влезе во светилиштето. Ветва книга на местото каде стои икона на светецот во земната црква. Беше пред неа, беше до неа, влегуваше со душата си во неа. Книгата. Небари од страниците греја и изгреваа лачите на сонцето златно. Таму некаде кум Троја, кум земјата каде е посадено слънцето и внатре во нас, во распнатиот народ. Земја за тебе. Слушна глас на светиите за светата книга. Сепак Китан се двоумеше, знаеше дека не се зема ништо од свето место без даденост, велми си мислеше, се колебаше. Кој сум јас да земам книга од свето место, не е тоа грев кон Бога? Си мислеше така според кажувањата на неговиот духовен учител, жената со сребрена коса. И сепак, по заминувањето од светилиштето, книгата остана во неговите преградки. Го заврте големиот дрвен клуч и го остави под каменот до давот, за да не го најдат и новерните, незнабожците. Бил ми ги бараат ковчегот со словата на Бога и моштите на Александар Македонецот. Ги бараа. Ги бараа бедници, незнабожци, новерци, не разбирајќи за земјото и Божјо време, играјќи си со божественоста, мислејќи дека секој може се и светиите. Леле, и светиите, дадено ти е. Му вели жената со сребрена коса, дадено, се обидуваше да разбере Кален. Му зборуваше за словата, за приказните, за зборовите кои како менгемиња му ја стега и удираат душата и земното му тело. Некаков замор, папсаност, истоштеност, некоја премора, како војник кој се враќа од многуте македонски битки од Троја, да, како кирнисан фалангист кој пешци доаѓа дома дури од Индија, од крајот на светот. Кинисан од себе кум Троја и назад низ душата. Тргнат од себе кум Троја со словата на Бога, сведочејќи за бедотиите во бедното земно време. За внатрешните политички слуги на паднатиот ангел. Не барајте премногу, ти нема да може да си платите. Се сети на зборовите на мајка Вања од книгите. Дадено ти е, му вели жената со сребрена коса. Бараше објаснување за сонот, за книгата, за светилиштето и за клокотот на светата војца лечена. Се обидуваше да ја потисне на собраната срџба од средбата во самопослугата. И во тој момент се сети на думите на жената со сребрена коса, неговата кума. Дадено, рече,
Не барајте многу, оти... Не ќе можете да платите, споменат кажувањата на македонската есновитка баба Вања. Во рацете има Божја книга со приказни. Си спомна на тоа премногу за плаќањето меѓу земното и небесното време. И книги, и зборови, приказни, леле, а само една приказна во која се собрани македонските траги. Најнакрај, не ќе беше толку важно кој сме и што сме ако не постоje незнабожците, мислеше Кален. Ако не сака да не присвојат, да не разграба, да не ничкосат, му клокотеше сознајна мисла како бистрата вода во светилиштето. Нему и на неговиот народ му беше сеен. Ете, македонци си и толку, доволно им беше. И сега, после толку одрекување, почна да се буди заспаниот народец, да се буди од илјадалетен сон, да се спознае себе си, да се познава за да биде силен. Насмеаната и склештена лице на професорката по македонска драма. Една од многуте загнати, дотркалани од упреку, како некаква ветва закоравена клетва, достасана и дописана да ни ја допишува нашата славна историја. Кален остана тихувајќи. Го впрегна зборот, остана така недоречен. Молком и простор ки ни совајќи кон Троја. Има денови за мек дан, му рече ангелот чувар. Кини са ни стројанските искушенија на распнатиот народец. Во душата му клокотеше светата војца и му светкаше светилиштето. И зборови, и лјадници пеперутки како летка кога имаат родениот звездуљките, леле и лјадници пеперутки му се разлетаа внатре во душата, оставајќи ја професорката по македонска драма да ликува во минлив и земен миг пред божественост на македонска. Кини са нупреку кон Троја, кини сувајќи во време на македонизмост и љубовта. Сите овие луѓе, мислеше зборослужувачот, се дел од мене. Сите сме едно, создадени од светлината и љубовта. Доаѓаа сознанијата во земното тело на Калена. Зошто е сиот тој повтеж да се земе, да се грабне, да се присвои Македонија? Размислуваше. Каква е таа претерана љубов? Љубов за која се водат војни, се убиваат луѓе, се потиснуваат. Мислата созреваше во приказната и во душата. Неговата македонска земја, неговиот народ, распнат, разделен, забрануван, пребришуван, одречуван, немаше думи да го објасни сето тоа што се случуваше. Секнуваа зборовите, почнуваа чувствата. Почнуваше армакедонската тројанска војна. Од љубовта за љубовта. Војна за љубов, мислата полета и се соединуваше со светлината. Сите сме едно. Љубов и светлина. Темнина е кога нема светлина. Војна е кога нема љубов. Ајде, да се подадеме раце, да се простиме, да се сакаме. Тука на македонскиот полуостров, ајде ако толку ја сакате Македонија, расширете ги срцето и душата и влезете во земјата на светлината и љубовта. Редише од словата на Бога со невидена брзина. Ајде да бидеме чеда на љубовта, да бидеме во љубов. Нема потреба од војни и мрази. Македонија е доволно голема за се, за сите, за сиот свет. За сета светлина и љубов, пишуваше. Повторно му дојдоа на гости двамината кои ги вапцаат зидовите со сончевина. Од некој претходен роман, од некоја претходна приказна. Трајче и синот со насмеаното лице. Беа таму во писателската соба. Дојдоа да видат докаде е приказната. Си ги вапцал зидовите со сончевина, му рече мајсторот Трајче. Ни го земаш занаетот со сончевината? Му префрлаше на шега. Тие знаат? Се двумеше Кален. Или само така се погодиле да бидат изустени зборовите? Размислуваше. Откако Кини се кум Троја не веруваше веќе во земното време. Откако се наредија словата во редот на светлината и Духот Свети, помислуваше дека не е време ова што се случува во земното време, во вистинскиот живот, туку вистинскиот живот изусти. Кој знае кој е вистинскиот живот? Не беше сигурен во ништо. Постојано, како зурлите и тапаните, како пиштењето на гајдите на фалангата под Троја,
Како Божји знак дека се уште трае војната за Или и Леподзиден, неосвоената Троја како војна за грст лачи на сончевината, како борба за светлина, свет дух, обоготворување. Седне таа мисла му вртеше во неговото земно тело, во душата му на зборослужувачот кој сопре со редењето на словата. Барем така си помисли тој. Леле, дека сопрел со приказната за Троја, дека е застаната војната за убавата Елена, за личната македонска мома за кој ден денес се пеат пеаните на Аполо на Бога. Кога сопрев да пишувам за Троја, мислата, мислата си траеше во неговата душа зборослужувачка. Самите се ревеа словата, сетне, махерите и топаните ече, зурлите, гајдите, лелекот на повредените, оние кои го напуштаа земното тело со болка од пресеченици со махери и зариси. Значи не е завршена војната за сончевината. За љубовта во зададено време, опишано, исторено време. Во нешто што е Божја волја и песната за оние кои се само жртвуваа за вербата во Бога и татковина. Време. Помисли Каве. Нешто што не го разбираме сосем. Нешто недофатно. Нешто што минува со нас и во нас. Се разбуди во муграта. Длабоко во себе си како во македонско-тројанските војни тихуваше. Божествен мир. Пеење на птици, молбен пеан на светиите, темјан и миро кој смирува и лекува од болките и војните. Велми му остануваа 3 бели листа кои се виду изменува. Како оставени секој од читателите да ја доврши приказната со себе и во себе. 3 бели страници, по еден за Троја и оние кои се жртвуваа за неа. По еден за убавата Елена и нејзината душа. И по еден за сите нас и болката од земното траење кога сакаме да ја промениме зададеност. Троја, мислеш, нели е тоа тројството на Отецот, Синот и Светиот Дух? Сознаваш. Копнеш, жет за сончевина. Мисли кои ти хуваат во манастирот. Совршена тишина за сосредоточување во себе. Му надоаѓаа мислите, а тој минуваше низ тишината на манастирот кон светлината на небесата на тоа Божјо место, каде се собира душата и се бере сила за искушенијата во земниот живот, каде се спечалуваат исцелени ако за тоа има писание од Господа, каде се излегува и влегува од земно во Божјо време и каде се стигнува и заминува кум сончевина.